Никац, мене денес ми мириса нешто, не ми мириса на сликички, па не ми мириса на пластика, ама не е тоа твоето он адресов од 2002. Имаш право, не е ото, нешто корнена пластика, дури за удара онака не е убаво. Те зашеметува. Него батели тоа, ај после ќе кажеме шо мириса на пластика, ја кажеме она топ вест што ни е во оваа емисија. Никола Ѓошевски, менаџерот, успеа да изменаџира едно одлично, добитно, хуманитарно ливче во златна копачка и вака во евра изразено, околу 500 евра, ќе биде ова ливче искористено кај некого што има потреба. Деталите подоцни за тоа, да видиме и докаде е битката за она што ни следи, што ни предстои никад битката за европско. Така. Втора етапа. Ево, овие етапи што ги организира Златна копачка за патување на европско од ден во ден, што од ден во ден, од саат во саат и од минута во минута. Сите знаат, брат, сите борбата знаат. е центрифуга. Сите знаат дека секој уплатен тикет и секој погоден пар те носа чекор поблиску до европско, да видиме кој котира највисоко во втората фаза. Јован Ц. 1498 поени избориме за моментов додека снимаме. Типувајте, играјте, најдете се на оваа табела и штом ќе си го прочитате овдека името, веќе имате и поголеми шанси преку Златна копачка да идете Македонија да ја гледате на европско во живо. Уште ли ти корнена пластика? Да, корне, царе, ние ќе се тешиме дека ни мирисе и на пластика и на нафта, ама ќе се тешиме само на Соник, додека удостоиме со следната фотографија. Тонче, ајде. Еве што смрди никац и на пластика и на нафта, пријатели. Арапската пластика смрди најмногу. Да. Каков окршај ќе имаме во полуфинале. Манчестер Сити, Парис, Сен-Жермен. Страшно. Пресметка на најдобрите менаџери, демек во моментов, најдобрите фудбалери, се мисли на Де Брайн и на Неймар. Па и на Мбапе веројатно. И стварно, мојта брат, во милиарди им се брои, па не случајно се најдоа во топ 4. Ја морам да кажам дека германски екипи во фудбал колку и да не сакам, не ги сакам едноставно, ни репрезентацијата не сум многу љубител. Навивав за Баерн и за Борусија, Дортмунд само да ги победат Сити и ПСЖ. Ама Ја потено сакав, брат, ама дека сакав и двете не ги гледав во полуфинали и не ни сакам да ги гледам. И само се надевам дека кој од нив и да влезе во финале, пошто еден ќе мора, таму ќе биде рециклиран. А инаку кога ПСЖ Трауми имамо двете екипи никац, него дај да видиме како делува на теренот. Екипите кога ова е 2008 година кога се сретнаа минатиот пат или последен пат, така во Лига на шампиони, Сити и ПСЖ. Гледај какви играчи играле во Сити: Стивен Ајрланд, Тал Бен Хаим, Старич, Гаридо, Елано, Дариус Васел. Значи екипа кроена за 6 место во Англија. Пензионер е сега, ама тогаш Жо им бил прв. А на другава страна, брат, Кежман у ПСЖ, Кежман и Пегилу Индула, Жером Ротен, Макелеле, па оние Панкрат, Клемон, Траоре и Бурильон, она комплетната десна страна, ја мислам дека више и дома ретко им се сеќаваат фудбалери. Ја само ќе кажам дека од сите овие играчи, еден можеби вреди колку што вреди Неймар или Мбапе. Пеп, кој откако пристигна у Манчестер Сити, скоро милиарда потрошил на засилување. Не го менува фудбалот. Ама кај троши него уште им соли памет, им попува на други екипи, он на Дортмунд им збори, многу пари им давате на тоа агентите за фудбалери за ова зона. Убаво му рече тој братот од Дортмунд: дружеве, знаеш ли што имаш потрошено, добар ли си ти ли најден избориш? Пушти Тончи да видиме. Значи, гледај, од кога е 2016 дојден, 111 фудбалери купил. Па од овие 111, ја мислам дека 50 не ги знае кои се. Па не 50, 100 брат. 11 само знае. 100 ката се изшарани на секаде. 925 милиони евра потрошени. Скоро милиарда. И ти доаѓа играч како оној 17 години на Дортмунд Белингем,
вредеше никац лани 145.000 фунти. За некои кикирики бе, за леблеви го земаа. И таков им дава гол. Па тоа е тоа, али заслужи, брат, после волку пари да не го гледаш и да не лапна титула, па не знам, треба више Нека не исписница лапна. да му пишат. Нека му ја пиша. Како и да и осмо полуфинале на Пеп. Реал Челси, барем ќе биде полуфинале кое што не заудара скроз на пластика, можеби до некаде, а и он има доста интересен окршај 98 во Суперкуп на Европа со тимови кои што врска немаат со овие. Више тоа е разлика, брат, после толку Да, години, може, дај ги да се видиме, подсетиме, Тончи. да видиме кој игра Глед. од Nintendo ли ги вадеше, бе, види Само ова е достапно, бе, царе. Абе, не Од ми Тетрис. кажувај, бе, Глед види. кој играл за Реал Мадрид. Охал Илдер, ти да си ги правил, бе. Роберто Карлос, Панучи, Раул Сидор, Мијатович. Карембуј, Раул Па, па. Мијатович. Батали ни, фајде Челси. Челси, каква италијанска Золя. мафија е. Ди Матео. Зола, Казираги, Ди Матео, Баба Јаро. Бабајаро, Лебев, кој Десаи. А и после Ау, толку ау, години ау, ау. играат за меч у финале да влезе една од овие екипи, само што разликата е исто, брат, и у пари која би се споредиле. Еден играч што вреди сега у Челси или у Реал, рецимо, вреди колку двете Само екипи. Вернер е платен колку цела навала на овој Челси. Мислев дека ќе направи барем нешто повеќе Ливерпул, брат. Ако ништо друго, понеизвестно да ја држи средбата со Реал. Инаку да, можда и ќе беше понеизвестно што збориш да можеше Мохамед Салах со џамлија да го погоди големиот каньон. Салах би го промашил и ова, пушти Тонче да видиме, Салак. уваква просторија го пушам ќе промаши. Никад застани. Тука се лажам дека ќе промаши, брат. Кој бе? Од Ништо може не да се- промаши, оти не му се игра, може би више у Ливерпул и може да си прави што сака, ама тука како би заредил, братче. Каква форма е он и ова би го промашил, и ја тоа ти гарантирам, ти потпишувам со Можда градски Салах пренозе. не би промашил и тука, ама Зидан не би промашил друга ситуација да е на местото на Робертсон. Би го повторил она со Матераци од 2006 никад. Види му ја фацата желна за Таа фаца за желна глава да му да акне му ја у груди укуца келјавицата у груден и да го кош, пензионира Каземиро. да го врати на Тоест Робертсон да го на фабрички пензионира. подешавања. Иначе све ова што го сумиравме за Реал и за Ливерпул може да се отслика у Во една едно кратко видео. да, у Може? една фина анимација, така да ајде Тончи, оп, да видиме за што стана Демонстрирај. збор. Како тоа е изгледаше двомечот на Ливерпул против Реал. Боксарска бреќа, брат, удирај, джабе, Нит брат. паѓа, нит се мрда, Ова нит е реагира. орев, не се крши. Слајо, ние сме вака во Македонија едно поднебје кое што многу се пали на екипни спортови, меѓутоа кога зборуваме за индивидуалните спортови, тука имаме поединци кои што според успеси па 90% и од екипите наши ги надминуваат. Така, никад се и ретко и тешко и у наредниве децении дека некој може да го побие името на нашиот следен гостин. Важи за една огромна личност, важна личност кога во прашање е боксот. Неговата висина најмногу демонстрира и најмногу го паметат оние негови противници, што изгледа најдобро му идеше никад на таа 1.60 ваља, која ќе ја акне од оздола Ај еден како кажат, аперкат. најголемите отрови се чуваат во помали пакувања. Така е, доволно е. Наш денешен Најавата. гостин Вели Муми. Ќе доаѓам тука, ме разбираш? Да. Само вака кога те гледам со тупаница, не знам дали гард да постам или да се поздравиме. Повели млад господине. Млад. Млад. Че 1.60 сгреши Филип? Па тука не, ај сега, нека биде 1.60. Најдобро знаат тие против тебе што беа, така? 1.60 нека биде. Тие те значи. паметат најдобро. Да. Вака кога зборуваме за тоа им доаѓа изненадување кога ќе те видат некогаш во ринга кога не знаат однапред со колкав габарит се соочуваат или не габарит. Па добро сега, ние на почетокот на кариерата, као Македонија, знаеш, мала држава, се бори со Европа, светот. Прво, не рачуна некоја поопасна земја у овие борички спортови, поготово боксот. Имавме добра екипа, значи пред 15 години имавме многу добра екипа, од 48 до супер тешка имавме супер екипа.
кај што достојно ги бранеа боите на Македонија и за себе направија доста успеси. Сега еден од тие сите боксери останав ја како од самостојување на Македонија. Првиот медал го донесовме ние како Република Македонија. Значи ја го донесов бронзениот медал 2600 од како се вика од Бугарија. Пловдив, Ја мислам, името Мумин Вели го паметат и по бронзените. И борач од 2000-та, значи натурализаниот бореч Могамет Ибрагимов, и он зема бронза од Сиднеј, така да два пати бев оштетен за Сиднеј, да отидам на тие квалификации, беа многу тешки. Како мислиш оштетен? Што се случи подочно? Па во смисол оштетен као ние идеме, значи секогаш идеме два-тројца боксери, затоа што немаме никои финансии, немаме ни доктори, немаме ни Значи иде масажери. тренерот, Ја и тројца боксери, тренерот и тројца боксери, се бориме со цела Европа и свет. Но не иде тоа така, колку и да си добар, таму судиите се, знаеш како е, секогаш некој наклонети влече, кон посилните репрезентации. Да. И тие судии што се према источниот дел, таму Русија или Украина, тие си се држат меѓу себе, тие руски земји и тешко е да земеш поен, па тешко е па уште да зададеш поен. Иако си подобар, све се гледа на камерите, ама тешко е, пак е тешко да се... И тој викам што ќе успе да се квалификува за Олимпијада, тоа е исто шампион. Значи овие две бронзи се рамни на злато? Па рамни се на злато и едно пето место од светско првенство Банкок во Тајланд 2003 година. Таму ни го земаа медалот 27-27 со германец, му дадоа него на крајот. Кога е така, например, 27-27, а се одлучува за медалја, како одлучуваат? Што им превагнува на кај едниот или на кај другиот? Па види сега, во тие 5 рунди, тогаш 5 рунди се боксуваше по 2 минути, во тие 5 рунди, да кажам, 3 рунди бев ја многу подобар, последните 3 рунди бев подобар. И ја очекував дека јас ќе победам, ама таму судиите така како што решија, таму тој што надгледува жирито, му дадоа него, потоа изгуби он стана трети свет, ја пети свет и така да. Али вакви неправилности барем на домашен терен немаме. Три пати победник на Златенко. Нема, така? ние 3 пати победник. Можеш и повеќе? Па може, па 22 пати, ако не се лажам, државен првак во бокс. 22 пати, 140 купови за Република Македонија донесени, како се вика, значи 3 пати спортист на Македонија од сите категории на спортот. Значи 2003, 2006, 2008. Има доста орден за заслуга од председател на Република Македонија. Така, од Иванов беше тоа така? Не, од Бранко Црвенковски. Од Бранко Црвенковски. Кој беше он. На предодење ни додели на мене, на Кирил Лазаров, на како се викаше, на Врбица Стефанов, на Кастратович, мислам. Ние бевме во Значи легендарни спортски. Да, и тоа е малку спортисти кои што може да го добијат она круна на све во нивниот успешна кариера што е. Завршуваш кариера 2013-та, така? Да, 2013 ја завршувам со последното светско првенство во Алмати, во Казахстан. Направив една победа, не бевме нешто спремни. Битно одлучуваш сето тоа знаење да го пренесеш во една твоја академија. Па да, отворив академија пред 4 години, 2013 кога веќе завршив и што ќе правам, викам, ајде, ќе пробаме се овие тренерски води малце друга. Не е исто како спортист и тренер, знаеш, малце поголема одговорност имаш и така да. Но добро се еве, академијата си работи, сега поради оваа пандемија не работи од прошта година март месец, па сега кога ќе се средат работи веќе се почнеме пак. Во едно интервју имаш кажано дека нашите боксери буквално се спремаат за големи надпреварувања со леп и со патлеџан. Дали е нешто сменето од времето ти кога почнуваше до кога ја даде оваа изјава и сегашниве времења? Значи, види, кога почнавме, ја кога почнав беше многу тешко, знаеш, секогаш неминовни беа тие барање спонзори, да одиш од врата на врата као некој коледар и да бараш спонзорство за да ти ги платат само припремите или авионските карти. И така, едно 10-12 години више преку глава ми дојде, да ви кажам право,
знаеш, кога ги гледаш тие истите луѓе трошат по 2-3 евра по кафани, по кафичи, чаламења, па ќе отидеш ти 2-3 да му побараш спорт за каузата, за Република Македонија. Немаат ништо и више преку она ми е, знаеш, и реков последно светско првенство и више нема, знаеш, човек се изморува, едноставно се изморува. Финансиите били и останале голем проблем. Останали, но сега овој период, еве, овие 3-4 години веќе сериозно, еве, Агенцијата за млади спорт, каде што и ја работам таму, веќе 10 години сум таму. И прави доста и за спортистите, и за тренерите, еве законот за тренери што е за спортски пензии да имаат тренерите, има многу тренери кои што немаат ништо, немаат леб да јадат едноставно. Да не одиме подалеку, како се боксерите третирани и какви услови имаат во Бугарија, што ни е тука сосед, не мора у Франција, у Италија, у Германија да одиме. Бугарите си имаат таа, како се вика, имаат програма и они си ја терат програмата. Значи унапред се знае за цела година они кај ќе одат, кај ќе учествуваат. Значи све, кај нас не се знаеше до последен момент имаш проблеми, дали како се вика имаш проблем со картите, немаш да се најдат карти, па ајде па имаш проблем со сместување, секогаш сме имале ние проблеми, не. Имаме ние тука Кариерата, сликите, неколку така. фотографии, Да. од кои на едната е Да. и тренерот Калач. Добро, по што беше посебен ти во твојата кариера? По што ќе те паметат противниците? Па Што те разликуваше од другите? Па по-добриот чудек ме памета да ти кажам право што ќе им го дадеш. Обично добро чудек и добра љубов се памти цел живот. Индикација посебна фраза и за ова ќе допуни нешто што бире. Ова на мајцата си го испринтаме. Да, и интересно е што сите тие што сум ги победил, све ми се другари сега на Facebook, на Instagram се допишуваме што како. Гледам 90% од нив сите имаат веќе школи, добри школи направени и тераат. Овде кај нас не можам ја сала да најдам, не све тоа мора да платиш, не можеш сала да најдеш човек, да направиш една за бокс, да биде да се знае ова сала е за бокс, а не да биде за свашта. И немаме ние такви услови како што имате други. Често пати низ интервјуата може заприметив дека Македонски олимписки комитет го пеналчиш како најголемен виновник. Додека беше прошлиот директор овој Насен Насев, нешто имаше спорт, поготово кога дојде овој Сашо и кога дојде овој Богоевски, дете од спорт, ама 15 години таква катастрофа направија во како се вика во Олимпискиот комитет, ги уништија, буквално тие спортови ги уништија. Еве ја 12 години, 15 години сум стипендист на како се вика на Олимпискиот комитет и потпишуваме договор по $1,500, каде што таму си пишува договорот од Лозана, си пишува колку зима спортистот, колку тренерот, колку федерацијата зима, значи све се пишува. Така, овој момент баш сакам да те прашам. И они ќе ни го дадат тоа на брзинка пред да дојдат новинарите да потпишеме и после ни убутуват и ова веќе 3-4 пати го прават, ни убутуват нивни договори, кај што не сме да го прават, паушални договори, каде што пишува во они кои ќе кореспондираат со нашите пари. Значи нема да ти ги давам на рака, демек ако идеш ти у Италија на европско, ја ќе ти ги платам од тука. И после најдов дека направија голем криминал, бевме како се вика во Хрватска на припреми. Квалификации за Олимпијада имаше во Хрватска и знаеш сега со боксерите, со тренерите си правиш муабет. Така. И викам, добро, колку кошта ова, викам, све ова што јадеме ова, не бе вика ова нашиот олимписки комитет све ви плати, вика, така, и организатор, домаќин, се грижи за се. А овие вика дека они плаќаат, знаеш, и парите у джепче. Да, и тие, нека дојде некој спортист што биле кандидати, дали го имаат оригиналниот договор, како се вика од Лозана што имаат потпишано стипендија. Ниеден нема договор. Ти беше стипендист во текот на кариерата или имаш доживотна пензија? Не, тоа е башка. Значи, во текот на кариерата, додека се надпреварав, ја бев стипендист на, како се вика, и на Олимпискиот и на Агенцијата за млади спорт. А од Агенцијата за млади спорт немаше никогаш проблеми. Така. Они си ги пуштаа парите како според успеси си има програма таму тоа и
Океј, али овие се тука, ова се, знаеш, и само се жалат, ние немаме пари, немаме ова, 1,5 милиона евра им дава секоја година Лозана. И што прават за тие пари кога бев на една... Еден немаме олимпиец. Да, сега не бев на оваа прошлата, пошто не ме ни викаат више, знаат дека ќе имат проблем. У Александар Палас правија она завршна сметка, она све, Так. кога ќе видиш 800.000 евра само за патишта и за ова ги користеа, 2-3.000 евра ги дали у стипендии. Кај се тие другите пари, значи. За такви се знае како треба, една палка убава, ја заклучуваш вратата и ќе отегна сите тие таму и да видиш како ќе работат после тоа. Во текот на кариерата и додека си активно си се бавил со боксот, ти имаш вакви моменти да ти дојде преку глава и да му влезеш на некого со Да ти дојде да го му заклучиш, демонстрираш малку да го превоспиташ. пракса. По принцип сум многу, знаеш, многу сум толерантен, таков е и спортот. Знаеш, ќе се истрошиш на тренинг, на спаринзи, она ќе се истрошиш, после си мирен, знаеш, ама више доаѓа некад време каде што и пробувам со комуникација на говор, ја да ми објаснам дека они многу грешат, дека нема спорт, нема. Ја им реков, после мене, више спорт нема да има у боксот. Ќе трае едно 10 години, па ако се појави некое дете. Значи нема да има, затоа што вие единствените спортови бокс борење да ги уништите, викам ви, тоа е срамота, а тоа го правише со години, го правише Олимпискиот комитет, поготоа тој Сашо, тој е секретарот, тој е едно лоповиште, тоа е едно невидено лоповиште, тоа. Кога сме кај овие спортски, не спортски работи, колку си задоволен од боксерската федерација на чело еве со Примисли? Види, кај нас Сепак и Примислав едно познато име и кај нас се направија некои рокади, некои висови падови, знаеш, имаше пред тоа беше еден друг, тој е Игор еден, Така. немаше врска од боксот, ај нешто изменаџира некои пари, па и тие пари не ги добивме прошлата власт. Сега примислам, знаеш, многу пати, знаеш, пошто ја и он најдолго се додржавме во аматерскиот ринг, ја 25 години, он негде, не знам, може би 22-3. Сега И по го некоја знаеме, логика би требало и ти да го си дел со знаеме. него, така? Да, ама очигледно тој управниот одбор што е таму некако не ме сакаат, пошто ја гледам да, знаеш, тоа што ќе ти го дадат и таа храна после тренинг што ќе ја јадеш, ти треба да заработиш таа храна. А да седат таму и да си делат пари, да си ово, она... Управен одбор има боксерски име? Има управен, ама Тренери? тоа е што Или да има ти и политичари, кажам. има и спортски Нема, не се новинари. најдобрите таму, знаеш, не е Калач таму, не сум ја таму, не се, значи нема тие најдобрите кои што највише виделе во светот. А твој нокаут, кој ќе го паметиш онака што Па, си имам дал, много, си имам, патосирал имам некој, много. си избришал подот? Дали на ринг или надвор од ринг? Па Но добро, ај прво на ринг, па после надбор од ринг. На ринг најбрзиот ми беше за 12 секунди, можда и по низо, така. Влегуваш и завршуваш следен удар и тоа. Ти се брзало нешто, не ти се трошело време многу. Не, ние секогаш пред да влезеш ти правиш еден тренинг доле, знаеш, маваш се, загреваш ово, она, да симнеш килограми за следниот меч. Кога си кај килограмите имам слушано дека си ослабил 3 килограми за една борба. 3,5 Тоа е можно? 3,5 килограми за 20 минути. 3,5 килограми. Кажи му на Славјан како Ова успеваш социјални за едно мрежи 15 минути да Вријат, поработиш. бараат совети за да ослабаш ти за 20-15 минути колку. Да, тоа беше медалот кој го освоив со полјакот кога го тепав во Ливерпул 2006. Таму беше и значи убава борба и он фајтер. Добро си се испотил и си ослабил или? Да, Тоа е се и Па психички, види, и физички. Ти кога влегуваш прва рунда, ти не влегуваш со 100 пулс. Ти влегуваш со 150, 160 пулс. И тоа више го разгоруваш до 200, 220 и да иде пулсот. И тоа гори све. И после тоа боксав у 51, кога си измерив, гледам и викам што направив ова. Отидов доле 47, 47, викам боже, викам. И тоа е. Надвор од ринг, колку заби имаш искршен? На противници, а можда и твој заб си изгубил. Порано како дете, да, и бев не имав. Ама после тоа кога почна веќе да вежбам,
ретко. Доста и те знаат, знаеш, па ќе се трнат, знаеш. Сега А како јас сум дете, некои толерантен. се и на 30 години деца. Ти како дете мислиш 15 години? Да, Слободно, опушти се, 15, кажи си да. мислата. 15 години, да, кој имам, да, идевме. По школи се тепавме кои најаките беа. И како Ѓорче поделбата на гето сте таму? Па нема Лева Ѓорче, страна, Ѓорче. десна? Не, горна, само долна? Ѓорче 2, тоа Ѓорче 1 не го рачунаме, таму се тие по кремци, по она, Ѓорче 2 беше, свашта имаш у Ѓорче 2, од најдобри музичари до Ја најголеми баба ми кој живеа во Ѓорче, јас со тиот кај Мирче Алцев в школата, со тоа мало, со тие се дружев. И фудбал играв во Македонија Ѓорче. Јас помна Бугарија, 10 годишно боксување тамо во лигата. Кажи ти нешто сега за бугарските дискотеки. Тие се исто легендарни. Имаш ли од таму нешто ни раскажеш? Има, таму имаш колку сакаш. Ја во Сончев брекет бе жив останав еднаш после една дискотека. Да, све зависи. Го барав на како- сите плажи, не може да го најде. Он се подлежал како најдовме на крај. Да, фатил на некој со Не бркови бе слушнал нешто дека на плажите у Бугарија дека се дешаваат некои ствари после. Ја да проверам. Ќе се види овој таму, вика ај ќе најдам нешто. Изгледа нашол, ама го најдовме под лежалка после. Па те сега слуша, имаш се- искуство 10 години од Бугарија, можеш да претпоставиш како си поминал никад Па на не, плаж. ја тогаш со првата, ја и бев и женет у Бугарија. Првата Да. жена, кум ми беше овој Кобра Пулев, сега што со Кличко што изгуби. Јак. Тој ми беше кум. Ова не го знае. Тој ми беше кум. Само Кобра првата Пулев, жена. кум на Вели Мумин. Да, беше кум и он тогаш идеше со таа Андреја од Пайнерс и ностоп идевме по такви дискотеки, Пайнерс, Майнерс. Кумовска работа, имам куме нешто за тебе, а? Свашта имаше таму. и- Чекај, колку сега брака имаш за тебе? Па 2 имам, сега ќе направам трети брак. На пат си за трет брак, така? Да, напад на трети. И тоа од Украина. О, Девојка. нека е со среќа, ајде. Само напред, царе. Се, ова не Нека е има човек, Вели Муминци низ Ова е Украина. да се честита, ама не нешто да каже човек да се множат. Па не да се множат, ај деца нека се множат. Да, деца нека се множат. Како ти се периодите? На 10 години минуваш, брат? 8 до знам 9, сега. 8 до 9. На 8 до 9. Да, и више Ника- доаѓа овде. Више губиш, брат, на еден 8 брак. година сме веќе преломна тачка. Више тука, више не е Ама преломна, две више- олимпијади истеруваш. Истерувам. Значи до 8 години е максимум. Што те привлече у Украина? Таму Па сакаш бев да... прошлата година, бев пред да фати ова пандемија, носев машко и женско до 14 години европско првенство во Украина и така се запознавме со Керки, незина беше како се вика Си ги донесе на превару, сака? Игра данс шоу некој имаше. Аха. И у иста сала, пошто огромна беше салата, дел имаше за бокс и на другата страна имаше за ова. И ја отидов таму и така се запознавме и веќе година Иде дена. Мумин да носи деца на бокса. Па да, Кога да доеме и ние така со тебе да носиме. Тоа е деца? дел од Ќе ти животот, помагаме, сега, да торби не се- ќе тоа е носиме. ама- спорт. На добра се, јас. Ама ти види у кои сали има така денс шоу со бокс Да, заедно. да. Па не треба бокс, ни Па ќе го направиме и на преваруваш никад. Нека попи и добар кјутек, само ние добро да си помине. Немој, украинците тепат лошо. Лошо Он си тепаат. поминува добро, мене кога ми се закани некој со тепање. Вели, надвор од твојата кариера баравме некои слики да најдеме нешто за да искоментираме. Тончи, пушти нешто Да, да најдовме. видиме. Објасни ми оваа слика со лисицава околу врат, жити све. Ова беше, да, ова Ова е пред тренинг или пред меч? пред меч, ова кај нас у сала е. Секоја чест. Кај нас у сала е и имаш, снимаше, како се викаше, од 24 снимаше една девојка, Сања. Сања Савеска. Да, Поздрав до она снимаше, Савеска. да, поздрав и направивме неколку слики, ај така интересни. Мене ми дојде идеја. Лисицава посебно шарми шмек ти Донесе дава. среќа лисица? Па донесе, ама до 8 години, после више После млечка требаше. После нова лисица треба. А и музикален нешто слушнавме дека си бил. Не лисица, којоте. Кој од тебе? Никаде Да. лисици све в глава ти се вртат, бе, лисица е. Да, којоте. Па не ми се вртат кој ти бе брат. Ова некој идол, музички идол? Да, Тупак. Го слушаш Тупак? Го имам дома, да, го имам дома. Бе.
Пред мечеви го пушташ, се мотивираш со него. Да, и него, и како се вика, и од Ројджон Джуниор има доста песни добри. Имаме ние една хуманитарна мисија со нашите партнери Златна копачка. До сега 2 добитни хуманитарни ливчиња, Никола Ѓошевски минатата емисија и претходно Индира Кастратовиќ. Другите ова е квотата на Директорот тука ти беше? и директорот е Директорот ако успеа е да умешен победи вака 0 од како што е 5. тука и на директорската футелја, да се откажеме одма од директор. Па не, вака добар изгледа за сега, па ќе Не видиме. погоди ни една. Само да не типуе утакмици. Значи ова е хуманитарен дел со ваучер од 500 денари, да гледаме да го искористиме најдоброто што можеш да го типуваш и потоа по твој избор, дај Боже да излезе ливчето, да го донираме онаму каде што е најпотребно со нашите партнери од Златна копачка. Тончи, пуштај права утакмица. Арсенал Фулам. 3+, тоа е 3 гола да дадат двете екипи во целиот надпревар. Кеци 2+. Кеци 2+, пишуваме ја едам гол, второ гол, гол прво, гол второ. Па и гол второ, најди некој такова. Следејќи. Атлетико Мадрид Ейбар. Ај ова 3+ ќе ја ставим. 3+ ја ставам и ова. Ова 3+. А јас кецу кец и 2+ пак. Или Кецу. 3+. Кецу Кеци Да, 3+. Да. Јас тука дам Кец и 2+. Гетафе, Гетафе Реал Мадрид. Ништо стави за Реал, двојче стави. Двојче. Јас оваа би ја играл двојка и ГГ. Значи никад си идеш двојка и ГГ, ја Да. двојка и од 0 до 3. Двојка и од 0 до 3. Така. Овде има следна Наполи Интер. За Наполи. Значи ова е 3+, ова е. 3+. Во голови. Во голови. Овде има Ќе дадат на 3 гола може. Гол 3+. гол 3+. И јас ќе го почитувам неговото Пишуваме мислење. кај Слајо, вели само обичен 3+ или ГГ 3+? ГГ. ГГ. Добро. Јас ова би одел X2 и 2 до 4. И последната ни се германците Волсбург Баерн. 4+. 4+. Ја пишуваме Баерн. 3 да дадат Бајер, 1 Волбен. Таман. Таман. Ќе дадат овие се. Па види, ништо чудо тоа така и да биде 1-3, 1-4. Ајде, јас двојка и ГГ. Двојка и ГГ. X2 2+. Сега е моментот кај што треба ти да Му го кажуваш сега ти да се соблечеш. легендарниот автограм што треба ни го дадеш. Овде браво. Не ти ја ставивме таа со којотот. Не, таа е за филмови, ова е. Доста е еден. Не, мислев дата, ама не ти треба дата. Нека биде Evergreen. Вели, Види ти како благодариме што одвои време. Како иде Ова време, тешко мора да време пази да- свесто правиш. Бога ми. Иначе јавна сова ќе се почне. Никад смило ми е што не чекавме долго после Кастратовиќ да уловиме нова хуманитарна добивка. За тоа благодарение на Никола Ѓошевски. Од Индира Фати Мајата, Ѓошевски си ги промисли, си ги стипува. Културно петте. фудбалски господин, брат. Како што така. е во менаџерските води, таков и си се покажа во направи, и си типување. направи 5 од 5. Ајде Прво да го видиме видиме. што Еве, Фиорентина, Аталанта 3+, плюс излегува. Ливерпул, Пет Астон гола. Вила, Кец, Реал Барселона, Кец, Страсбург, ПСЖ 4+, и Вердер Лајпциг, ГГ 3+. реално точно за исплата 30.484 денари одат кај, бидејќи поради работни обврски не успеавме со Ѓошевски да го снимиме Поради делот. природата на неговата работа, ќе го видите видеото со него Во веќе следната во наредната емисија. емисија. Меѓутоа, ете и по негова желба и на наша радост, овие пари ќе бидат искористени за помош на 31 годишниот Михајло Салтировски, чија што приказна како татко на 2 мали деца кои што престојува во болница. Треба да допре буквално така. секаде, не само кај нас, па така да тука е и сметката. Сите хумани можете да дополнително донирате, а овие 30.484 денари ние со Златна копачка и Никола Ѓошевски ги донираме токму тука. Каде сме јас и ти, Никац? Во овој
проблем за нас. Никако да фатиме ливчеа толку Бога ми близко. да ти кажам, право ја ова коло една ми Стравуваше? фатеше и ја 5 од 5 Ти се да направам. потеше газето. Зашто да се потиве, траја неделје. Две утакмици Зашто? си фатил, бе. 3 да беа, ќе ме бркаше 3 сезони со квота. Па мајсторе, од потење, газеа се симиња килажа, ти 12 кила ки имаше сега, бе. Удени 4 и едва и направи 17 квота. Да, бе, баше ти 20, си, 17, 20. У тебе ако се угледаат гостиве, Не бе, у тебе ќе се има угледуваат. да чекаме за Поише добитно од две ливче. не можат да добијат. Доволно е со 2.15 квота, доста да влезеше гол да му го признаја на Фирмино, брат, на Ливерпул. Тука ќе те лапав над 60 квота. И Барца да дадеше пречката у 94-та секунда, 128 квота со 4, брат. И бабата да има една работа ќе биде дедо, ама не е И дедо, така да... идиотиве што дадоа 5 гола, јас имав од 2 до 4. Јас имав добитно Не ливче. кажуј бајки и басни, дај Тонче да Детали ја видиме одлучува. генералката. Ау, генералката добро. Водеше 10, Добро. сега водиш 2. Него од преска, од кога ги спомна тоа пластиките, цело време бе пластики у подсвес ми се... И знаеш што не ми се свиѓа? Ај што ми се мене у подсвес? Него тоа пластиката почна се шири на кај другиве спортови. Конкретно, опасно почнува да се шири на кај Евролига. Еве, заврши Евролигата во кошарка, регуларниот дел, сега ќе бидат плейофовите и што ти зборам, дај Тончи да ја видиме табелата. Еве, овие со плавоти се кој влезе во плейоф. Да бе, не знам, Ти брат, со гледај, плаво еве, дека гледај, се Зенит, првите 8, него Зенит, Милано, Ефес, сите екипи. Барселона, што ја поминуваш Барселона, а? Ти ги зборам пластичните, ама мило ми е што пластичните, Барселона си. мислев, Мило ми е мислев. што Барселона си ја стави тие. Види, Што ти е па, да. можна на подсвеста и. Не, мислам ми споредуваш кои влегоа. Олимпијакос, Макаби, Жалгирис, Панатинаикос, екипи со традиција Абе, останаа да гледаат на Седи телевизија. Црвена звезда не е у Да, осмите. Црвена звезда имаше исклучително успешна сезона, успеа да влезе во топ 17. Мене ми е драго, брат. Иако изгубивме Ел Класико кошаркарското последно од Реал, битно Реал се шести тука, далеку зад нас. И сега гледај, ки имаш двојки Барселона, Зенит, тука е веројатно Барселона помината, ЦСКА, Фенер ки имаш дерби, а надолу Реал и еден од Милан, Бајерн, ничим изазван ќе отиде на Final Four. И Италија вложува у кошарка, не се глупирај, брат, затоа е таму кај што Затоа е Милан. Виртус го ашна од Уникс и ќе треба да се моли на Wild карта. А затоа нашите фанови не се молат на вайл карти за вайл ваучери. Него ќе треба да се молат на тие што ќе бидат голгетерски расположени. Ајде прво да видиме оние што беа никад расположени што погодија минатото коло. Така, нашето прашање беше дали повеќе жолти картони ќе имаат домакините или гостите. 8 имаат домакините, 11 имаат гостите, така што петмината од Facebook кои што добија ваучери се Никола Пејо, Мундок Мангов, Митко Стојанов, Горан Ѓуровски и Кико Трајковски. Тоа се добитниците од Facebook. Така, додека од YouTube петмината, ај што мислиш прв кој ќе го прочитам? Брат, или Перисе или Стефан. Перица. Па Не. 50-50 се шансите. Не, абе тие треба кафана да не чата. Абе колку ваучери ги седат Мартин на... Трајковски ни е втор, Пенчо Петров ни е трет, еве ти го Стефан четврт и Марко Зафировски. Која, значи нема, у секоја петорка се дечки. У секоја торба они се мирудија. Ау, не ми се верувам. Него ајде за наредна задача Никац. Доста беше ова жолти картони. Прво, сега нека биде каде ќе паднат повеќе голови во првите полувремења или во вторите. Од сите овие 5 понудени надпревари, нека се коментира како и сега и на двете платформи. Секако мора да сте претплатници на Facebook, ако не сте, сторете го тоа веднаш. Шер на емисијата Многу јасно. или копи линк од YouTube, па ставете ја на Facebook, ние нема да се љутиме. Па и покрај коментарите за ваучери, коментирајте колку сме лоши, колку сме добри, дајте некоја критика, некој совет, некоја најава за Некој гостин. рецепт. А ние сме тука пак и наредната емисија да си поприкажеме, да си се видиме и да се наградуваме со златна копачка.